Неоснована, непоткрепена и непринципиелна, така македонската дипломатија ја оценува одлуката на Софија да го повлече својот амбасадор од Скопје, како и најавите за замрздување на меѓувладините проекти кои се во тек. Проценките на МНР се дека последните потези на Бугарија, кои следат по инцидентот во Охрид и предлогот на Советот за безбедност да им се забрани на неколку бугарски државјани влез во земјава, се знак дека надлежните во Софија потклекнуваат на провокациите на одредени структури. Министерството за надворешни работи со внимание ги следи изјавите и активностите кои што доаѓаат од Република Бугарија и со жалење констатира дека последните активности на официјална Софија не се во согласност со договорената практика за унапредување на меѓусебните односи и напротив представуваат потклекнување кон провокациите на оние кои што сакаат да ги нарушат напорите на двете влади за стабилен и позитивен развој на односите меѓу двете земји. Иако повикувањето на амбасадор на консултација во матичната држава е право на земјата испраќач и редовна дипломатска пракса, Министерството за надворешни работи изразува жалење за ваквиот чекор кој што и сметаме дека е неоснован, непоткрепен со валидни аргументи и непропорционален. Од иста говорница во собранието и премиерот одговараше на прашања поврзани со тензиите во македонско-бугарските односи. Причината за вжештувањето на релациите Скопје-Софија Ковачевски ја гледа кај поединци и групи. Во Северна Македонија не постои антибугарска омраза и хистерија, како што некој сака да ја презентира. За последните инциденти и за сите останати има одговорни лица, бидејќи тоа се акти на поединци, со имиња и со презимиња, и не може цела една држава и цела една нација да се обвини за постапка на неколкумина поединци. Уверува дека надлежните служби ќе направат се што можат за 4 февруари, денот на одбележувањето на роденденот на Гоце Делчев, кој е оценет како високоризичен настан, ќе помине во мирна атмосфера. Ковачевски пак директно не одговори дали бугарскиот националист, член на Европскиот парламент Ангел Џамбаски и уште неколкумина радикали ќе бидат спречени да влезат во земјава за да присуствуваат на чествувањето на 4 февруари. Согласно со извештаите, анализите кои што ги имаат безбедносните служби на државата и кои што ги има нормално Министерството за внатрешни работи, на денот на одбележувањето и во деновите пред тоа нормално, Министерството за внатрешни работи ќе постапи согласно со информациите и согласно податоците кои што ги има од своји извори и нормално од службите с кои што ги споделуваат со нив и согласно со заклучокот на владата, МВР да биде задолжено да обезбеди мирно и достоинствено чествување на 4 февруари, роден ден на Гоце Делчев. Во ситуацијата се вклучи и Европската унија, која преку својот амбасадор во Скопје ги осуди вчерашните закани на Џамбаски кон претседателот Пендаровски по барањето да му се забрани влез во Македонија. Според амбасадорот Гир, тоа во никој случај не ја представува позицијата на Унијата и вредностите на кои таа е создадена и е целосно неприфатливо такви забелешки да се упатуваат кон кој било, а најмалку кон демократски избран шеф на држава. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.